Здраво на сите, добре дојдовте на денешниот настан. Се вклучуваме во живо, за кратко ќе дознаете и од каде, доколку досега не ги видовте хаштаговите и сите оние локации со кои што се означивме. Денес сме овде по повод отварање на надпреварот Зелени идеи 2022. 8 година поред, 8 години, тоа значи повеќе од 250 апликации кои што имаат стигнато во нашето сандаче, еден куп работилници, еден куп промотивни настани, насадени и ненасадени пркоси, тоа се нашите промотивни картички кои што веруваме дека досега ги имате добиено, доколку ги немате добиено, очекувајте наскоро да отвориме и можност да ги добиете на вашата адреса. Тоа се оние садливи картички кои што се наш промотивен материјал и се изработени од македонски зелен бизнес. Уште еднаш добре дојде, денеска сме тука во убаво друштво, јас сум Ирина, до мене е колешката Јасмина, ние доаѓаме во име на Сдруженијето Арно, кое што е дел од регионалниот проект кој што го организира овој надпревар за зелени идеи. Имаме и убави гости, имаме и многу убав домаќин, ќе ги слушнеме подоцна сите, ќе ни се представат. За почеток сакам да кажам каде сме. Ние сме во Ракатрак, и ќе го прашаме Дејан што е Ракатрак и кој е Дејан да ви се представи тој самиот. Добар ден, јас сум Дејан Спасовиќ, председател на Академијата за природно градителство и животни вештини Ракатрак, Чучер Сандел. Значи се наоѓаме на падините на Скопска Црна Гора, некои 16 километри од центарот на Скопје, во прекрасна една природа, во едно старо село, Чучер. Тука пред 3-4 години го етаблиравме Ракатрак како еден пред се академија за природно градителство и животни вештини, но нашата интенција е да продолжи тоа да стане и рурален културен центар. Ова е едно од првите вакви настани, се надевам нема да биде последен, каде што луѓето десна нога имаме, се надеваме ќе ги инспирираме и другите колеги од нашиот сектор малку да се тргнат од оние урбани бетонски средини и да еве ваква организираат настани во природа. Да, затоа не стана збор само за природа, пред се овде има аудио загадувањето е тотално различно него во Скопје. Второ, воздушното загадување е на минимално ниво во однос на големиот град и понатака кога тие две работи ти се анулирани, веќе мозокот на друго ниво почна да ти работи. Малце на подлабоко ниво и идеите многу полесно доаѓаат. Така. Ракатрак е зелен бизнес. Дејан беше наш македонски победник на национално ниво во 2019 година. Која е визијата за Ракатрак? Што сакаш, какви работилници се овде може да се случуваат? Што е тоа? Еве што и Дејан лично го изработува, малце да откриеме и за сите креативи на Дејан. Приказката на Ракатрак е датира од малце поодамна, но со сопругата кога се преселивме овде пред некои 7 години, се помрднавме од град, предовме тука во село, ја адаптиравме оваа стара куќа некои 150 години и куќата е некаде 90% направена од природни материјали. Тоа се традиционални техники, нормално, малце подигнати на посовремено ниво, каде што еден урбан човек современ може да живее во една прекрасна средина. Пред се, затоа Ракатрак на почетокот е Академија за природно градителство, но понатака и животни вештини, затоа што Ракатрак верува дека во суштина животните вештини, а тоа го видовме последниве 2-3 години кога сме во изолација, дека се многу клучни за луѓето, бидејќи од најобично како да запалиш огин, например, кој ќе снема струја, до како да си направиш леп кој ќе има рестрикција, до милиони други такви работи. Или да заштедиш струја. Или сите тие такви едни опции кои што некако со конформизмот и конзумеризмот ги заборавивме и мислам цело време живееме во едно чувство, нема гајле, све има како што треба, ама кога што ќе почнат сите овие приказни како што почнуваат да ни се случуваат со поскапување на енергенсите, со поскапување на сите работи во животот, мислам дека животните вештини за тоа да на себе си направиш пријатен живот со сопствените раце е едно од главните филозофии што ние сакаме да ја пропагираме овде во Ракатрак. Тоа подразбира дека не треба далеко да идеме. Присетете се на вашите дедовци и баби, многу малце од работите тие ги купувале. Купувале основни работи што им требале, што не можеле да ги произведат, а све друго било направено од тие луѓе. А денеска ние
све веруваме дека може да се купи. Ќе одиме во било кој мол и таму ќе си најдеме било што. И после тоа ќе ни издоседи, ќе го фрлиме, па пак ќе си купиме ново и не сваќаме уствари дека купувајќи правиме отпад позади себе. Значи нашиот отисок станува понеубав, а понатака и тоа дека нашите вештини не прават нас живи. Така да можеби некои од работите што не мораме да ги купиме, сигурно можеме да ги произведеме, само малце треба да си дозволиме. Така, Ракатрак ќе нуди една програма за дечиња работилници, Дејане вешт со рацете. Имавме многу убави примероци, прототипи кои што ги однесовме на надпреварот. Топчење од глина, исто музички инструменти. Значи, Ракатрак во својата бизнес проекција предвидува организирање на различни работилници за да биде одржлив концепт. Нашата приказна е дека тие креативните работилници, односно работилници се креативно размислување. Тоа е малце поддлабок начин на гледање, дека од 3 годишно дете до 103 годишен човек може слободно да дојде тука, затоа што диапазонот на нашите работилници е голем. Од тоа како да работи со природни материјали, до тоа како да, можеби некојаш во животот си сакал да свириш или да си направиш инструмент, до тоа како да се почувствуваш пред се, како е не егоистички да настапиш кон природата, затоа што тоа е исто една од главните работи на урбаниот човек, каде што мисли дека природата треба према него да се аклиматизира. И тогаш викаме тука ова ќе го направам тука, а не гледајќи околу нас дека природата веќе си постои и со нас и без нас. Така, една од главните работи е освестување каде ние се наоѓаме, а пред тоа работилниците само една од средствата како да сватиме дека во суштина ние сме дел од целиот овој екосистем, а не сме тие што владеат со тој екосистем. Така да диапазонот на работилниците се базира баш буквално на тоа освестување каде е нашето место во моментов и каде може да се проектираме за понатака. Убаво кажано, Дејан навистина го живе ова што го работи, е пример на човек кој што нема потреба многу да теоретизира, затоа што ни покажува дека има начини поинаку. Филозофијата што ние сакаме на Ракатрак, некако преку Ракатрак да ја промовираме е сведочам за. Јас не би можел да зборувам за природа, за природни материјали или за освестување, ако јас не сум тука кај што сум, да живеам некаде во центар, а зборувам за природни материјали, мислам дека малце ќе биде неадекватно. Значи, со нашата фамилија веќе сме некои 7 години овде живееме и не живееме, не знам, рурален селски живот. Ние живееме современ живот, каде што сепак пробуваме да ги искористиме бенефитите од тоа дека сме надвор од така наречената урбана средина. И нормално, сите тие работи повлекуваат и своји плусеви и своји минуси. Ама и главната идеја што сакаме да им ја предочиме на луѓето е да се освестат што е тоа што го сакаат и тоа што не го сакаат. Затоа што најчесто понекогаш фрустрациите доаѓаат од тоа, поготово на урбаниот човек, дека копнеш за нешто, а не знаеш од каде тргнуваш. Така. Така да идејата на цела оваа наша овде поставеност е дека пред се треба да дојдеш и ако ништо друго, само да уживаш. Некако луѓето заборавале да уживаат, а нашата мисија е сведочам за тоа дека можам да уживам, па дури и кога работам. Ние уживаме со вакви зелени бизнеси, 8 години поред сведочиме на прекрасни апликации, прекрасни луѓе кои што за нас навистина многу значат затоа што размислуваат на оваа тема и поднесуваат апликации. Самиот процес на аплицирање за некој можеби е поедноставен, за некој е сложен. Ќе споменеме подоцна дека нудиме работилници кои што можат да ви го олеснат процесот на аплицирање, меѓутоа е благороден затоа што се развива една идеја. Дејан, што би им порачал на оние кои што се заинтересирани да аплицираат годинава на надпреварот? Пред се да се охрабрат. Тоа е најважно. Да не се колебаат дали е добра идејата или не е добра идејата. Нормално. Може да кажат све е измислено, нема нови идеи, но секогаш и во тие добрите идеи има едно ќоше кој што не е дообработено. Идејата е пред се добро да истражите во полето во кое што сакате да аплицирате, и на локално и на глобално ниво, какви се тенденциите и кои се работите што во моментов се работат и се не само актуелни, него вистински имаат свој отисок во средината и следно е да веруваат во тоа што го прават, затоа што ако не веруваат,
станува тогаш не може ни комисијата не да им поверува. Треба искрено да се верува во тоа што го правиш, дури малци и тврдоглаво да кажеш да, ова ја што сакам да го направам е тоа. Нормално, пред тоа треба да имаме многу информации да не сме во заблуда дека правиме некаква си измислуваме топла вода. И тоа е исто многу важно, затоа што комисијата е компетентна и на регионално и на локално ниво и тие добро знаат кои се моменталните можности, кои се тенденциите, кои се опциите за еден производ да стане успешен или има можности, потенцијал да стане успешен. Одлична порака од Дејан. Ова што го препорача Дејан на сите оние кои што се заинтересирани да аплицираат се всушност и критериумите за нашиот надпревар. Ние денеска, затоа што уживаме во разговорот, нема да ги читаме критериумите, нема да одиме во детали за надпреварот, ќе ве повикаме да посетите веб страната zelenidei.mk и детално да се запознаете со сите оние аспекти. Меѓутоа, она што го кажа Дејан е да бидете искрени, да не флертувате со концептот на зелена економија, затоа што жирито тоа го препознава. И исто така, она што социјалната економија пак го пропагира е во центарот на бизнис моделот да е човекот. Значи да имаме некаква социјална мисија, зелениот бизнис кој што го развивате да биде добар за природата, меѓутоа да биде добар и за луѓето и за заедниците. Ние веднаш сме овде во една преубава заедница, надвор можеби од нашиот комфорт да организираме настани каде што келнери ќе дојдат да ни послужат вода, меѓутоа па многу убава вода пиеме овде локална, изворска, нефлаширана, имаме шанса. Домашни колачиња, Верче ни ги направи, да и се заблагодариме од срце. Чајче многу убаво, така да еве ние сме тука малку од другата страна да ја раскажеме приказната на малите зелени бизниси кои што ги имаме во нашата земја и сакаме да ги охрабриме да аплицираат и оваа година на надпреварот. Кога сме кај зелените бизниси, тука со нас е и Марија Бургиева, минатогодишна победничка, ќе ја вклучиме подоцна, меѓутоа еве да кажеме дека имаме многу примери, исто така ќе ви упатиме на истата дестинација онлайн, да видите што се постои од зелени бизниси, примери, да се инспирирате, затоа што и она што го кажа Дејан. Можеби не е иновација ние сега да измислиме некаков патент, меѓутоа да донесеме нешто во нашата земја и такако е легитимно со идеја таква да аплицирате за надпреварот. Еве минатата година имам во рацете држам ја едно моливче од минатогодишен победник од Србија, кој што победи во категоријата за зелени идеи, доби поддршка од $10,000. Може би ова не е иновација на светско ниво, се работи за моливче направено од рециклирана хартија, меѓутоа тој успеа да го убеди жирито затоа што имаше подпишано договор за соработка и пласман на овој производ во многу книжарници. Значи да не го забораваме и бизнис аспектот. Убаво е ние да ги имаме идеологија, да имаме замисла, да сакаме од срце нешто, меѓутоа мора да го развиеме и бизнис концептот за да го убедиме жирито дека нели треба да добиеме инвестиција во нашата идеја. За бизнис концептот подоцна ќе разговараме со Данчо Димков, наш представник од партнерската организација МК2000, кој што ќе даде неколку совети за сите оние што ќе аплицираат годинава. Една од причините зошто сме овде, сега ќе повикам колешката Јасмина да ви објасни и токму за импактот врз локалните заедници и она што Арно дополнително ќе го работи во наредните месеци, година и пол месечиња тој проект веќе во тек 18 месеци. 18 месеци. Повеле Јасмина. Благодарам Ирина. Веќе ми представи Ирина, јас сум Јасмина од Арно. Станува збор за проект кој што почнавме да го работиме во октомври минатата година. Тоа е проект за прекугранична соработка со Србија. Проектот се вика Социјални предпријатија за економски развој и социјална инклузија и финансиране од Европската Унија. Го работиме заедно со Асоцијацијата Оптимист и Трак фондација од Србија. Целта на овој проект е развој на едно поинклузивно општество преку зајакнување на социјалните предпријатија и поттикнување на нивна прекугранична соработка. Само овој регион е токму тој регион каде што ќе вршиме мапирање на социјалните предпријатија. Тоа е всушност една од главните активности, првата активност од проектот. Кога ќе добиеме точен опис за сето тоа што го нуди овој регион, ќе преминеме кон организирање на академија за социјални предпријатија. Целта е да се зајакнат капацитетите на овие предпријатија и да се потикне нивна прекугранична соработка.
Освен овие, да речам, поголеми активности, планирани се и 2 конференции да се одржат, едната во Србија, едната кај нас, и планирани се неколку форуми за кои се наменети за вмрежување на овие социјални предпријатија во овој регион, каде што ќе можат да си споделат информации меѓусебно социјалните предпријатија, да ги промовираат своите производи и услуги и слично. Тоа би било се за овој проект. Јас малку ќе се надоврзам, академијата ќе има и надпреварувачки момент. Повелете само кај колешката Марија ќе оди, ќе има шанса оние кои што ќе учествуваат да добијат поддршка. Значи мини надпревар зелени идеи, меѓутоа за овие региони кои што не се блиски со нашиот сосед Србија. Така да еден апел до локалната заедница, ние веројатно и пак ќе дојдеме во овие краишта, ќе го мобилизираме населението да размислува како да направи една прекогранична соработка преку креирање на зелени социјални бизниси. Ние веруваме дека има голем потенцијал. Дејан ни кажа, ова тука е супер, ова е тромеѓе, Косово, Србија, Македонија, и такако има можност локалното население да се мобилизира и да смисли некакви креативни идеи. Ете апел да сите што се од овие краишта особено не следат, ни пишат. Ја кажавме веб страницата, исто и веб страната на Арно може да отиде во етер, arno.org.mk. Сега ќе продолжиме со она што го кажа, многу важна, можеби е флоскула, меѓутоа е нешто што преведено во пракса значи многу. Јакнење на капацитети. Ние знаеме дека како култура немаме можеби предприемничко образование на нивото да сами генерираме идеи и правиме финансиски проекти, и затоа сакаме да им понудиме поддршка на сите оние кои што аплицираат да дојдат на овие работилници кои што сега Јасмина ќе ни ги најави. Да, може би подобро Ирина да започнам со формуларот. Може. Да. Ајде да видиме како да аплицирате, па подоцна одиме со работилниците. Ова е клучен дел. Формуларот е останат ист, малку е надграден. Секоја година искуствата сами не тера да го надградуваме формуларот за да може полесно жири комисијата да оцени, да ги препознае вистинските идеи. Да. Значи се што ви е потребно во врска со надпреварот, било да се работи за критериумите за аплицирање, правилата за аплицирање, имате често поставувани прашања каде што можете да ги најдете вашите одговори. Сето тоа се наоѓа на веб страната zeleniidei.mk. Во делот апликација ќе го имате формуларот, може да го симнете формуларот, јас го имам пред мене и накратко сега ќе се обидам да објаснам што се е потребно за да се аплицира, како да се потполни овој формулар. Во првиот дел се наоѓаат податоци за носителот на идејата, било тоа да станува збор за физичко или правно лице. Тие се општи податоци, например име, презиме, имейл, адреса и слично. Она што е битно во овој дел е треба да обележите во која категорија аплицирате. Првата категорија е за зелени концепти, се однесува на зелени концепти, ембрионски идеи и е со барање до 5000 американски долари. И овдека може да аплицираат и физички и правни лица кои што ја немаат се уште лансирано идејата. Додека во втората категорија може да аплицираат само правни лица, тоа е со барање за поддршка до 10.000 американски долари. Под овие категории набројани се и целите за одржлив развој. Вие може да изберете една или повеќе од овие цели да обележите во зависност од тоа колку вашата идеја мислите дека придонесува кон некоја од овие цели. Следи кратката биографија за носителот на идејата, значи без разлика дали е физичко или правно лице, сакаме да ве запознаеме, обидете се накратко да ја напишете вашата биографија и внимавајте на ограничувањата кои што се наоѓаат во овој формулар. Конкретно кај кратката биографија има ограничување каде што може максимум до 200 зборови да се напише биографијата. Под биографијата има неколку прашања на кои што треба да одговорат само правните лица. Значи тие се исто поопшти прашања, кога е основана фирмата, на кои пазари продавате, приходи и профит за последните 2 години и слично. Многу битен е следниот дел, тоа е делот за изјави, каде што треба да потврдите на некој од прашањата. Например, потврдувам дека реализација на идејата е во рана фаза на развој или не е отпочната.
Потоа се согласувате доколку победите, например, на националниот надпревар, дека ќе учествувате на регионалниот надпревар. Во делот што е за правни лица, многу е битно правните лица да достават завршна сметка за последните 2 години, 2020 и 2021 година. Знаеме дека 2021 можеби уште ги немате, меѓутоа надпреварот ќе трае до 26 април, така да ќе може да се набават. И битно е да потврди правниот субјект дека нема годишен профит остварен поголем од 10.000 евра. Додека физичките лица се обврзуваат да регистрираат правен ентитет најдоцна во рок од 30 работни дена по прогласување на победниците на регионалниот надпревар кој што ќе се одржи оваа година. Стигнавме до делот каде што треба резимето да го се пишува на крај обично. Овдека треба уствари да ја опишете вашата идеја, значи кои проблеми ги таргетира, што нуди, кои производи услуги, кои се главните цели, кои се главните активности и слично. Да, Ирина спомна, најдобро може да се напише на крај, откако ќе потполните целата апликација, тогаш ќе имате тогаш ќе имате најдобра слика за сите прашања кои што ќе ги одговорите претходно, ќе имате најдобра слика за апликацијата и ќе знаете како поконцизно и подобро да одговорите на ова прашање, односно во однос на резимето. Понатаму следат информации за идејата, како и секое предпријатие, така и вашето предпријатие, значи бизнис, кај него треба да постои економска оправданост. Во овој дел треба да кажете, например, кој е вашиот производ или услуга, кој проблем го решавате за вашите клиенти, кои продажни канали ќе ги користите, значи колку е голем потенцијалот на пазарот и слично. Внимавајте, и овдека има ограничување, максимум до 400 зборови, кои што може да ги потполните. Понатаму, директно влијание врз локалната заедница. Значи, овдека треба да напишете како ќе вклучите локалната заедница во вашиот бизнис, односно кого ќе вработите, колку луѓе ќе вработите, дали тоа ќе бидат лица од маргинализираната заедница. Ета го концептот на социјално предприемништво, Да. тука ќе се види бизнис моделот. Дали ќе креирате побарувачка за нови услуги, нови производи и слично. Ограничувањето важи и за овој дел. И секако вашиот зелен бизнис треба да има, значи, некоја еколошка вредност. Во овој дел влијание врз животната средина треба да кажете како вашата идеја ја унапредува заштитата на животната средина, односно дали промовира, например, чиста енергија, дали промовира мерки на енергетска ефикасност, дали се работи за биолошка разновидност и слично. Понатаму, дали ги користи, например, локалните ресурси на одржлив начин, дали идејата има позитивно влијание врз животната средина и слично. И секако, иновациите се дел од овие бизниси. Во овој дел треба да се даде опис, значи како вашата идеја ќе се разликува од другите идеи, односно решенија кои веќе постојат. Дали тоа се однесува на моделот или структурата на производот, на услугите, дали се работи за начинот на промоција, продажба, како ќе се вклучат клиентите, профилот на клиентите и слично. И овдека има ограничување. И стигнавме до општественото влијание. Значи, овдека битно е да се каже кој е потенцијалот за општественото влијание на вашата идеја, која што ја презентирате, кои се можностите за зголемување или реплицирање на општественото влијание надвор од вашата заедница, дали вашиот бизнис ќе влијае позитивно на останатите бизниси, како и слично. Четвртиот дел се однесува на планот на активности. Значи, има пример во првата колона, колку што можам да видам, во првата колона наведени се активности, на пример, регистрација на правно лице. Тоа е предвидено, одбележувате во кој месец е планирано да се случи оваа активност, тука е обележено во првиот месец, потоа втората активност, набавка на, може да биде опрема, може да биде
некоја машина, во зависност од вашата идеја, одбележано е дека ќе се реализира оваа активност во вториот месец и она што е доста видливо, ќе го приметите дека оваа табела се состои од 12 месеци. Значи, во рок од 12 месеци вие треба да ја реализирате вашата идеја. Максимумот е 12 месеци, значи не може повеќе од 12 месеци, доколку сметате дека може да ја реализирате за пократок период, сосема е во ред, само тоа ќе го обележите во табелата. Многу битен дел од оваа апликација е Business Canvas моделот, кој треба да биде на А4 формат со фонт 11 напишен. Овде ги вклучува овој модел ги вклучува сите елементи, да, значи кој е главното влијание на вашиот бизнис, клучните ресурси, клучните активности, односи со купувачи и слично. Во долниот лев агол, што е обележан со црвена боја, треба се наведат, значи, доколку има вашиот бизнис некое негативно еколошко и општествено влијание, додека на десната, зелената страна, доколку бизнисот има позитивно еколошко и општествено влијание. Последниот дел, тоест предпоследниот, се однесува на делот финанси, односно на буџетот кој што треба да го составите за да ги реализирате вашите идеи. За поедноставно да биде поделене на 3 категории: човечки ресурси, оперативни трошоци и инвестиции. Има примери дадено, значи под секоја категорија како се потполнува. Пример сега да кажеме, потребно ви е да ангажирате некој истражувач за вашиот концепт. Тоа веднаш го ставате во човечки ресурси. Потребно е да платите сметка за кирија, например, за струја, вода, во оперативни трошоци иде, и инвестиции, доколку, например, треба да набавите некоја опрема, некоја машина, тоа оди во делот инвестиции. Многу е битно да внимавате во колоната која што е обележана со жолта боја горе. Тоа е делот, уствари, износот кој што вие го барате од донаторот. И долу, кога ќе се собере збирот, значи тој не треба да надминува 5000 американски долари, доколку станува збор, аплицирате во првата категорија, ембрионски идеи, или пак 10.000 американски долари, доколку аплицирате во втората категорија. Последниот дел се однесува на дополнителни документи. Овој дел е опционален, значи задолжителен е, за апликација задолжително е овој формулар да го потполните. Доколку сметате дека имате некој документ, например презентација, некој бизнис план, ваши истражување, кое што доколку го пратите заедно со апликацијата, ќе дадете подобар опис за вашата идеја, слободно испратете ни го. Но внимавајте, има и тука ограничување, значи вкупната големина на сите документи не треба да надминува 10 мегабајти. Нема да може да се прати мейлот, не дека не сакаме да примаме дополнителна документација, ама поради технички услови. Да, тоа би било за формуларот, значи формуларот е задолжителен за учество на овој надпревар. Сега што ни предстои? Ни предстојат 4 работилници кои што треба да ги организираме, планираме да бидат во онлайн формат. Првата ќе се одржи на 4 март, втората на 11 март, додека третата и четвртата во месец април. Се уште немаме дефинирано датуми за овие две работилници. Сите информации во врска со работилниците ќе може да ги најдете во делот новости на страната zelenidei.mk. Веќе пријавите за овие први две работилници се во тек. Може да се пријавите да учествувате на овие две работилници со тоа што ќе ја потполните пријавата за учество. Што е битно за овие работилници? Значи, кога ќе дојдете на работилницата, веќе треба да ја имате разработено идејата. Не тогаш во моментот да ја поставувате. Значи, само така ќе можат нашите сертифицирани консултанти практично да ви помогнат како да ја развиете апликацијата. Ќе има и осврт поголем на оној Business Canvas моделот. Значи, многу е битно да размислите, например, кои се вашите
треба да знаете производи и услуги кои што треба да ги продавате. Размислете за продажната цена, размислете за профилот на купувачи, каков вид на набавка ќе имате, доколку користите транспорт, например, каков вид на транспорт ќе биде. Обрнете внимание, значи, на еколошките вредности на вашата идеја. Добро, и како се аплицира на крај? Многу едноставно, значи формуларот го испраќате на нашата електронска адреса arno.mkd@gmail.com. Рокот на аплицирање е 26 април 2022 до 23 часот и 59 минути. После овој рок, значи, нема да бидат земени апликациите во предвид кои што ќе бидат испратени на овој мејл. Една молба да не стигнува се во последен момент. Ние сведочиме 8 години го менаџираме надпреварот. Еве колешката Ката се смеат позади камерата. Ако е можно да не ја оставаме до последен момент, затоа што е малку потешко логистички за администрирање, она што е важно дека кога ќе пратите апликацијата во рок од 24 часа, ние мора да ви пратиме потврда дека е примена. И затоа би ве замолила да со време се аплицира за да ги администрираме тие потврди, за полесно да ги пратиме сите апликации, целиот тој фолдер пакет до жирито, кое што ги чита и ги евалуира сите апликации. Значи, Арно не прави шортлиста, туку сите од жири ги читаат сите апликации. Од тука и таа потреба да имаме ограничен број на зборови, затоа што искуството од минатите години ни вели дека кога ставаме многу простор, луѓето често се забораваат и пишуваат, а навистина верувајте, дури бизнис канвасот што е на една страничка е доволно, доколку имате солидна идеја, жирито да препознае која идеја има потенцијал. Така да, еден апел да не се чека 23:59 на 26 април. Да, и слободно заштедете на енергија, време, пари. Доволно е на имейл да ни ја испратите апликацијата. Значи, не ни треба хард копи, по пошта не испраќајте. Сепак зборуваме за зелени бизниси. Да, и во апликацијата гледајте да бидете што по-концизни, по-јасни и искрени. Секако реални, да. Да си ја кажете вашата приказна, тоа што Дејан на почетокот ви се обрати, инаку Дејан ни замина позади за да го загрее просторот, ни прави и чајче, така да веројатно подоцна ќе можеби ќе го видите пак, ако не го видите, имате веб страни, односно Facebook страницата на Ракатрак, можете да дојдете да го посетите. Меѓутоа, она што тој го спомене, да бидете искрени, да се види дека навистина го живеете ова. И она што уште еднаш ќе апелираме на работилници, дојдете подготвени. Имајте некакви идеја кој е бизнис моделот, какви трошоци, кои што ви се потребни намирници, материјали, опрема, колку луѓе би вработила, за да можете да ги искористите консултантите. И сега пред да придеме на консултантите и на работилниците, ние треба да кажеме дека да, имаме две категории, спомна и Јасмина дека се аплицира во категорија за поддршка од 5.000 и од 10.000 долари. Овие поддршки може да се добијат доколку победите на национално, а потоа и на регионално ниво. Сега тоа е регионалната награда, а националната награда јас се морам да кажам дека многу се радуваме што имаме многу убави изградени пријателства ни сите овие години и оваа година во духот на соработката и поддршката на зелената и социјалната економија, нашите тројца победници ќе добијат бесплатни консултантски ваучери од МК2000. Тоа е нашиот најдолгорочен пријател на надпреварот за зелени идеи, меѓутоа ќе добијат и награди од Фондацијата Македонија 2025, која ќе додели бесплатна регистрација на финалистите од националниот надпревар на платформата за поврзување на македонски компании со експерти од диаспората Connect to MK. Значи, иако зелените бизниси, социјалните бизниси по дефиниција се локални, сепак менторствата и таа глобална перспектива е нешто многу значајно и ние сме им преблагодарни на нашите партнери од Македонија 2025 за поддршката која што ќе ја дадат. Понатаму, победникот на надпреварот, односно првиот финалист, ќе има можност да избере помеѓу менторство членовите на Македонија 2025 или учество во нивната програма за предприемачи. Стопанската комора на Северозападна Македонија на националниот победник ќе му додели бесплатно 2-годишно членство во Стопанската комора на Северозападна Македонија, со тоа што доколку националниот победник не е правно лице, ќе треба прво да регистрира правно лице и да стане да добие бесплатно членство во комората.
Имаме исто така и од Арно символична награда. Пандемијата не научи на потребата од дигитализација, па така тројцата национални победници оваа година ќе добијат преносни компјутери, кои што знаеме дека дефинитивно ќе им користат во бизнисот. Еве и минатогодишната победничка ќе ви каже дека да, за да се работи мора да се има опрема. Мислам дека ќе се вратиме повторно на Јасмина, која што ќе има прашања до нашиот гостин Данчо. Да, Данчо. Претходно разговаравме во врска со апликацијата, како се аплицира. Рековме дека доста битен дел е оној бизнес канвас моделот. Па затоа сакавме и тука да бидеш со нас, за да можат да слушнат уствари сите заинтересирани за што станува збор, што опфаќа значи овој документ и што е битно, што ќе порачаш уствари на нашите потенцијални апликанти. Баш. Ти благодарам, Јасмина. Здраво на сите, јас сум Данчо Димков од МК 2000. Најпрво, за тие што не знаете, МК е Асоциација на менеджмент консултанти, што постои веќе уште од 2000 година, што значи 22 години работи како организација. И лично сум многу горд што со Арно веќе имаме долгогодишна соработка и како жири, и како помагаме и во работилниците, а исто ги подпомагаме и зелените идеи. Сметам дека зелени идеи, социјално претприемништво, сакаме или не, натаки се движе иднината и мораме како консултанти да ставиме фокус на претприемачите, меѓутоа и повеќе на социјалното претприемништво. Во МК имаме и сертифицирани менеджмент консултанти, кои што сакаме исто да помогнеме на тие што ќе бидат финалистите во затегнување на апликацијата, во гледање на бизнис аспектот, бидејќи знам дека кога зборуваме за социјално претприемништво, поголем дел од учесниците се фокусирани на социјалната идеја, на општественото добро, на зеленото, односно еколошкиот аспект на бизнисот. Меѓутоа, бизнис како бизнис, сепак примарна дејност е дека треба да има и некаква профитабилност. Таа профитабилност треба да биде за тоа што тој што превзема ризик треба да може да има дополнителни приливи за да ја одржава компанијата за почеток, но од друга страна тука доаѓа социјалниот аспект е колку е еколошки добра идејата или колку добро прави на општеството. И заради тоа, за жал, јас сум тие лошите, каде што викаме да, ама дали бизнес идејата генерира приливи, а дали луѓето всушност би купиле нешто, бидејќи сите имаме некаква интересна идеја и сега тука е проблемот интересна, остварлива и со бизнес импакт, бидејќи доколку е интересна ја започнете, меѓутоа нема никаков бизнес импакт, брзо ќе згасне како идеја. И тогаш импактот, односно општествениот резултат, нема да го достигне својот врв. Лично и јас како предприемач, значи првиот бизнес го започнав на 21 година, мислам ми е првиот бизнес и знам колку е тешко кога се почнува како предприемач, па има многу променливи, па што да правам, па како да правам, па во која насока да го развивам бизнисот, па може во една, а исто така може и во друга насока и можеби затоа всушност бизнес канвасот е одлична алатка во овој случај. Значи, бизнес план како концепт е тоа што вие имате некаква идеја. И сега најчесто зборувам со предприемачи кога што викат па јас си знам зошто да го ставам на хартија. И кога ќе почнам малку подлабоко да ја водам дискусијата, сваќам дека да, знаат, меѓутоа кога се става на хартија, всушност се евалуира идејата. И од тука сакав сите да ве мотивирам дека кој каква идеја има да се стави на хартија. Бидејќи кога ја гледате на хартија, почнувате да станува нешто tangible, нешто опипливо. Не имам една идеја што ми стои во заднина на ум, пред да си легнам ја мислам, меѓутоа веќе ја почнуваш на хартија и почнуваш да збогатуваш. Добиваш нова идеја, го збогатуваш бизнис планот, зборуваш со одредени добавувачи, клиенти, потенцијални партнери, го збогатуваш бизнис планот. И сето тоа има само една единствена цел да ја кристализира таа бизнис идеја и од друга страна се што може да се направи грешка, подобро е да се направи на хартија отколку во реалност. Од лично искуство, значи кога правам бизнис план, јас го сметам како жива материја, бидејќи не е напишано на камен. Како ги поставуваш работите, гледаш дека ќе треба да се работи со загуба, па се коригираат или финансиите или се зголемува маркетингот. Па потоа се гледа пазарот, па се гледа производот, па фидбекот од пазарот кажува дека треба малку да се модифицира услугата и тоа сето е многу пожелно да се направи на хартија отколку да се почне бизнисот, па сите тие грешки да се востануваат кога ќе почне бизнисот.
И заради тоа имам доста модели, меѓутоа кога зборуваме за бизнис план, бизнис модел Canvas е навистина светски признат модел кој што доста на една страна некој што се разбира може да види која е идејата. И како идеја тука не е колку зборови ќе се напишат, како што каже Ирина, не е само во должината, туку како е мапирано. И накратко да појаснам само за бизнис модел Canvas, навистина е simple as possible, значи поделена на два дела, приходна страна, трошковна страна. Како ќе генерирате приходи со цел да може да ги покриете трошоците и при тоа да го имате импактот на еколошко и општествено влијание. И сега кога зборуваме за приходната страна, мислам најбанално е треба да имате некаков производ или некаква услуга. И сега што е тој производ? Дали е само сакам телефон или малку подлабоко навлезено на каков телефон, со какви функционалности, со што вредност би давал тој телефон? Дали е повише за слушање музика, дали е повише за читање или за играње игри? И со тоа веќе не го гледате како производ, туку што вредност вие генерирате во опкружувањето. Ако го решите тоа прашање, следно е кој е пазарот, на кој е тој што би го купил тој производ од вас и што по-конкретно го дефинирате, толку е подобро. Секој пат го гледам тоа, цел свет ми е пазар, сите ми се клиенти, било кој може да го купи мојот производ. И јас најчесто викам, може би е така, меѓутоа доколку треба маркетинг буџетот да се алоцира, не можеш да таргетираш цел свет. И затоа најчесто гледаме кои се тие сегменти на купувачи, кој всушност на кој продаваш. И сега имате производ, имате купувач, ни фалат уште две алки. Како всушност информацијата за вашиот производ ќе стигне до потенцијалниот купувач? Мислам, нема да му се сони на некој, има еден производ да одам да го купам. Значи, тука доаѓа маркетингот. Како вие да го испромовирате вашиот производ, како вашиот идеален таргет да слушне дека постоете, дека го имате производ и дека тоа е тоа што него му треба. И четвртиот дел во приходната страна е всушност како производот ќе стигне до клиентот. Дали се тоа канали на дистрибуција, дали тоа ќе биде онлайн продажба, дали ќе биде со достава, со бесплатна достава, со платена достава, ама ако видите сите овие активности на крајот генерираат приход. Цената по која што се продава производот на крајните клиенти всушност генерира приход. Сега, рековме имаме веќе некаква вредност, односно производ или услуга. Од другата страна е за да се генерира тој производ или услуга, има низа активности. Доколку е производствен процес, се зема материјал, се става, се пушта на машина, се уклучува. Значи има сет на активности од репроматеријал, од суровина или од идеја да се претвори во производ или услуга. Дополнително од чекорите, односно активностите што се потребни, сепак требат и ресурси. Дали се тоа репроматеријали, значи за едно биро потребни се и железо, и греди, и се, меѓутоа потребни се ресурси во вид на репроматеријали, ке услугите најчесто времето е како фактор што многу често предприемачите не си го бројат своето време. Не знам зошто, јас како бизнес бекграунд пробам времето си го мениме, па после сите останати работи и како социјално предприемништво морате да го гледате во услужниот дел дека и времето е всушност клучен ресурс. И сега, кога ќе ги додадеме активностите и ресурсите, вклучувајќи ги луѓето, ги имаме и клучните партнери, кој може да ни помогне за сето ова да стане реалност. И сега, ако ги додадете сите тие работи, сите се трошоци. Активностите треба некој да ги направи, тоа се трошок. Ресурсите треба да се купат, тоа е трошок. Соработка со партнери пак треба да има трошок. И кога ќе ги соберете, тие се тие трошоци и кога ќе ги ставите на кантар, тоа е всушност бизнис планот. Како приходите што ги генерирате со производот до таргетот, всушност да ги покријат сите трошоци за активности, за ресурси и за партнери и при тоа да генерирате некаква добивка. И сега, мило ми е што во овој момент за зелени идеи, покрај стандардниот бизнис Canvas модел што е за предприемачи, тој има 9 модули, во социјалното предприемништво имаме додадено уште 2 елементи кои што конкретно гледаат на социјалниот аспект. Значи, не е идеја само како да се збогатите брзо, туку да се гледа всушност и на еколошкото и општественото влијание. Дали всушност вработувате луѓе, дали добиваат фер плати, дали работите со бизнис модел кој што подразбира експлоатација на луѓе или експлоатација на природни ресурси, кој што како бизнис модел всушност не е одржливо. И заради тоа во бизнис модел Canvas се додадени овие 2 елементи за да се види баш еколошкиот и општествениот импакт, односно влијание од оваа бизнис идеја. И сега, сето ова, кога ќе го ставите на една хартија, на еден лист, првен го правите за вас, за вие да си добиете еден преглед што всушност е идејата,
Од друга страна ќе добиете многу идеи за подобрување. Кога ќе го видите прегледно, сумирано на една страна, викате зошто не додадам уште еден таргет, зошто не додадам нов производ, зошто не додадам нови партнери или зошто не коригирам во некои делови, а од друга страна, ние како жири на една страна можеме да видиме дали бизнис идејата има економски импакт, односно дали има профитабилна смисла, меѓутоа и од друга страна можеме веднаш да видиме еколошкото и општественото влијание. У кратки црти, тоа ми е бизнис планот што сака вака да ги инспирирам луѓето дека и да не е за надпреварот за зелени идеи, секој што си има идеја, убаво е да стави на хартија и бизнис модел Canvasот е всушност одлична рамка по која може да се води. Супер, Данчо, фала ти. Ова е уште еднаш да кажеме ка сме преблагодарни што ги имаме МК2000 и Данчо, кој што е начело моментално на нова организација, меѓутоа и е еден од бестселер авторите на скорашно издание на Амазон, токму на книга која што се адресира еден аспект од бизнес канвасот, многу конкретно, многу експертски. Меѓутоа го имаме Данчо, ќе го имаме Владко Данилов, кој што ќе ги водат овие работилници, на кои што апелирам уште еднаш дојдете подготвени. Значи, размислете дома што ви е идејата, кои се овие аспекти кои што треба да се разработат за да може консултантите да ви помогнат, не идејата на работилницата ние да слушаме или да теоретизираме или да фантазираме, туку да работиме. Сега, од минатите години имаме снимени работилници, ќе ве упатиме повторно на zeleniidei.mk или на YouTube каналот на Арно, да ги посетите, да си ги изгледате, затоа што и таму го поминуваме и целиот формулар со препораки, do's and don'ts, правете ова, не правете ова, и го поминуваме и бизнес канвасот. Значи, што повеќе се подготвите, толку по-солидна апликација ќе имате. И оно што го кажа Данчо, не е само крајниот продукт и процесот, начинот на кој што размислувате и структурирате ќе ви помогне за вашата идеја, која може да аплицирате и на други програми. Го имаме и фондот за иновации кој што дава поддршка и за зелени и социјални бизниси. Наскоро ќе разговарам и со Бане од ФИТР, кој што е наш долгогодишен член. Меѓутоа има и други проекти кои што поддржуваат зелени и социјални предпријатија. Тоа е проектот Support to Social Enterprises на ЕПТИСА, кој што ќе се има 2 грантови шеми, едната ќе биде во април, едната во септември, имплементирани преку ЦЕПРОСАРТ и Националниот младински совет, ќе се поддржуваат социјални предпријатија, ќе се аплицира веројатно во сличен формат, ќе треба да презентирате идејата зошто токму вашиот социјален бизнис заслужува поддршка. Исто така го имаме и проектот RISE, кој што во следната генерација ќе повика млади тимови на млади луѓе да аплицираат со идеи за социјални бизнеси. Така да, еве исто така и преку граничниот проект кој што ќе се однесува можеби малку потесно географски на овој регион, меѓутоа ќе биде дополнителна шанса за сите оние кои што имаат идеја да најдат поддршка и верувачи во нивната идеја. Ги кажавме наградите, кажавме препораки за бизнес канвасот, кои што доаѓаат од навистина лица кои што имаат големо искуство во секторот. Ги спомнавме и партнерите. Сега на линија, доколку го имаме Бранислав Марковски или Бане, нашиот долгогодишен член од жири, може да ни се обрати. Ката колешката ми дава сигнал дека веројатно имаме никакви технички проблеми. Ќе се вклучи подоцна, доколку е во можност. Тоа е една порака од Фондот за иновации. Ние ќе ги прашаме која е нивната визија за зеленото и социјалното предприемништво. Кога сме веќе кај членовите на жири, мора да кажеме дека тимот што победува не се менува, така да имаме слично жири компонирано од луѓе кои што, доколку не се истите луѓе, доаѓаат од истите институции кои што веќе долги години се дел на жирито. Еве може да ги споменеме Македонско еколошко друштво, имаме представник кој што Робертина, која што со долги години навистина дава многу убава фидбек и ги оценува идеите според она колку тие имаат позитивно или, не дај Боже, негативно влијание врз екологијата. Имаме представници од канцеларијата на UNDP, од програмата за одржлив развој. Понатаму имаме представници од МК2000, од Македонија 2025. Кого забораваме, Джос? Жирито секоја година ни се зголемува. Да. Стопонската комора на Северозападна Македонија, ја кажавме дека тие доаѓаат со награда, меѓутоа се и членови на жири. Дали имаме уште некој кој што можеби во моментов не го спомнуваме?
Габриела Мицевска, која што ни доаѓа од Swiss Contact, од програмата на швајцарската амбасада и која што исто така со години придонесува со незината експертиза да ги оцениме, да ги избереме најдобрите идеи. Надпреварот е комплетно транспарентен, затоа што и нашите намери се многу искрени и честни. Сакаме да прво ги мотивираме луѓето, да им пружиме поддршка да развијат идеи, да ги избереме најдобрите за да може да отидеме на регионално ниво и да се вратиме со награда. Кога сме веќе кај регионалното ниво, може би Јасмина време е да си ја прашаме нашата минатогодишна победничка за искуството, ама и да кажеш што каква награда донесовме и кои се они. Минатата година во октомври месец се одржа 10-то јубилејно издание на регионалниот надпревар Balkan Green Ideas. Имаше вкупно 21 идеја, од кои што 5 освоија награди од меѓународно жири. Една од освоените награди ја доби Марија Бургиева за идејата Округ и денес е со нас, ја поканивме да ни каже нешто повеќе за идејата, како се роди идејата, што значи за вас оваа победа? Повели Марија. Да, здраво на сите. Значи, како што ме најавија, јас сум Марија, представник на Округ. Округ е зелен циркуларен бизнес кој што ќе преработува биоотпад, по конкретно лушпиот портокал во линија на продукти која што ќе започне со есенцијални масли и природни освежувачи на воздух и при тоа ќе вработува млади маргинализирани луѓе. За нас целиот процес започна искрено како една обична идеја на млади луѓе во средно и поттикот и оној пуш што ни требаше на нас се случи всушност со Рајс повикот за Рајс апликациите. Ние нашето патешествие го започнавме таму и иако не продолживме понатаму, не се обесхрабривме, продолживме да работиме на нашата идеја, да ја унапредуваме нашата идеја и аплициравме на повикот за зелени идеи и денеска сме тука. Добро, од октомври до сега поминаа неколку месеци. Како напредувате со идејата? Што има ново? Докаде сте со имплементација на проектот? Ви требаат ли кори од портокал да апелираме? Да, ќе искористиме сигурно оваа шанса да апелираме до сите кафулиња и кафичи кои што сакаат да ни се придружат во нашата циркуларна револуција, да не исконтактираат на сите мрежи. Ние ја започнавме собирната акција со веќе одредени правни субјекти кои што го договоривме нашето партнерство. Од октомври до денеска се случија најубавите промени, оние сладки маки, ја обезбедивме нашата опрема, ја обезбедивме нашата локација и уште чекаме да го собереме првиот репроматеријал и да го направиме првото производство. Се соочивте ли со некој предизвик? Секако. Посебно заради корона кризата и целото одолжување на работите, дали ќе биде во логистика проблем или пак после пандемијата луѓето малку потешко комуницираат, имаат малку некои претходни негативни чувства према партнерства и слично, но се бориме и го пребродуваме тоа успешно. Добро, и за крај, што ќе им препорачаш на идните апликанти на надпреварот Зелени идеи? Така, дечки не се откажувајте. Интересната анегдота од регионалниот надпревар конкретно што јас почнав секаде да ја кажувам е дека ние имавме импровизирано прво производство на нашето есенцијално масло во домашни услови. И на денот на печувањето, персоналот од хотелот не знаел дека тоа е всушност нашиот прототип и го сметал дека е отпад и го фрлел. И ние всушност за денот на печувањето на регионалниот надпревар немавме прототип да покажеме пред судиите, а тоа беше и една работа која што ни даваше уште поголема самоувереност во нашиот бизнес. Но и покрај тоа не се откажавме, влеговме со полна самодоверба и верувајте и вие во нашите идеи и силно дека верувате, луѓето ќе го сватат тоа, ќе го превземат тоа, ќе го чувствуваат тоа и еве ќе победите како ние. Колку убава порака, вистинска приказна, искрена. Јас и Јасмина сведочевме каква беше хистеријата од Сабајла. Ама да, Марија навистина го покажа тоа што го работат искрено, покажа дека и младите луѓе можат да развијат солидни концепти, да добијат поддршка.
Она што многу клучно го кажа е прототипот, значи доколку имате нешто веќе почнато или доколку имате некаква представа, макар да и тоа некаква онлайн фотографија, прикажете во формуларот, прикачете линк, прикачете фотографија, значи сакаме жирито да види која е вашата зелена идеја. Сака да се види дека нешто е сработено. Многу приказни раскажуваме, треба да се видат конкретните работи. Ете Марија прототип донесе на регионалниот надпревар и се надеваме дека следно ќе биде вистински производ кој што ќе ги освежува нашите канцеларии, домови. Автомобили нема да препорачаме многу за да се користат, меѓутоа освежувачите можат да бидат и супер поддршка за социјално предпријатие, да речеме од приватниот сектор. Ресторани, кафичи, хотели можат да купат ваков производ од овие млади луѓе и да ги поддржат. Суштината на социјалната и на зелената економија е да градиме мрежи на поддршка. Значи, не се само клиенти, индивидуалците, туку може да бидат и приватниот сектор кој преку овој синџир на набавки ќе покаже интерес и волја да соработува со социјалните предпријатија. Локалните исто самоуправи, општините, градинките, училиштата, сите сме дел од овој круг и мора да најдеме начин да се поддржуваме меѓу себе, да ги мобилизираме ресурсите, затоа што пазарите се стеснуваат, се тесни, кај нас се ограничени, видовме што направи пандемијата, така да мора да најдеме начин да соработуваме. Кога сме кај соработките, дали го имаме Бане овде со нас, да го вклучиме во живо, нашиот долгогодишен член на жири, човек кој што уште од самиот момент ја препозна димензијата на надпреварот. Еве го Бане, го гледате веројатно и на вашите екрани. Бане, како си? Имав технички проблеми, малку ми прекинуваше конекцијата, меѓутоа тука сум. Да, се немаме видено одамна. Добар ден од мене на сите. Фала ти што успеа да си со нас, се немаме видено, меѓутоа еве драго ни е што и 2022 си член на жири. Кој е искуството, Бане, да се биде член на жири на ваков надпревар и многу важно, која е улогата на Фондот за иновации, која е визијата за зелената и социјалната економија? Па мене ми е стварно многу драго секоја година кога учествувам во иницијативите, наравно како член на жирито. Одличен спој на професионалност и ентузијазам сте и за мене посебна енергија имате и посебна енергија имаат сите настани кои ги организирате. Во суштина ни се допираат активностите и наши и вашите активности и како одминува времето се почесто компании, тоест идеи и проекти кои ги гледам во повиците на Арно, гледам и во повиците на Фондот за иновации. Со тоа што нели разликата е во оној дел каде што ние финансираме микро, мали и средни компании и додека нели кај вас се појавуваат физички лица со ембрионски идеи во фаза на идеја, да кажам, проекти во фаза на идеја. Што работи фондот? Работиме на стандардната поддршка на стартап компании, микро, мали и средни компании и технолошки развој за забрза раст, посебно со анти-ковид, тоест економската криза предизвикана од ковид пандемијата и враќање во нормални текови, да речем, на бизнисите. Тоа ни се моментално актуелните активности кои се и дел од генерално економските политики на владата. Меѓутоа, да, делот не работиме во недел само на финансирање, туку и при самата евалуација на предлог проектите го задржуваме оној зелен момент и велиме да, окей, дајте да видиме вашата идеја колку е не само финансиски одржлива, туку и кој е вашето влијание и колку е еколошки одржлива. Голем дел, голем процент од компаниите кои ги поддржуваме и кои поднесуваат предлог проекти, веќе размислуваат во насока на некоја еколошка одржливост.
И тука е веќе вечната борба, како што кажа Данчо, дали профитот ќе биде над влијанието нели према животната средина или ќе го ставиме влијанието на животната средина како еден приоритет во функционирањето на бизнисите. Нема да одложам многу, драго ми е што ќе се дружиме и оваа година, стојам на располагање и за корисните и за идеите кои апликантите кои ќе аплицираат, да разработиме разни идеи, размислувања да смениме и нели понатака во фазата на пичирање да дадеме едни конструктивни коментари на идеите. Супер, фала ти Бане. Сега може да подпрашаме како оди со знаеме дека многу од нашите пријатели од секторот, од екосистемот на социјалното претприемништво деновиве пичуваат во фондот за иновации. Имаше пред известно време повик кој што беше токму фокусиран на социјалните предпријатија. Како оди процесот, дали може би работиш на тој проект, Бане, да ни дадеш информации кога ќе имаме резултати, колку луѓе ќе бидат, колку бизниси ќе бидат поддржани? Јас не сум вклучен во овој дел, инаку да, знам колегите во моментот, мислам дека втор ден трае пич сесијата. За поздравување големиот број на апликанти на овој повик кои се пријавија, тоа буквално онака позитивно не изненади сите. И да не ви давам погрешни информации, во моментов трае пичот, вчера и денес е вториот ден. Се надевам дека веќе наредната недела ќе има нешто официјално, така да ќе имаме некаков исход здравје наредна недела. Супер, со нетрпение ќе чекам. Така, ќе ги упатиме сите оние кои што се љубопитни да го посетат сајтот на Фондот за иновации, да дознаат кој ќе победи. Меѓутоа, како и да е, процесот е важен, да голем интерес побуди тој повик, што покажува дека навистина нашите граѓани размислуваат за социјалната економија и веќе го надминуваме оној прв страв да се развиваат бизниси, тоа покажуваат апликациите. Ќе им посакаме успех и среќа, на Бане многу ќе му се заблагодариме и ќе се дружиме пак наскоро во следна прилика. Чао до Бане. Повторно, фала. Повторно сме овде сите на масата, доаѓаме во делот што вели дека може да поставувате прашања. Доколку имаме прашања, ќе ја замолам колешката Кате да ми сигнализира. Истото прашања може да поставувате и на Facebook настанот. Мене, нажалост, тука интернетот некако не ми работи на телефон, па не можам да ги видам, ама ќе ја замолам колешката Кате, Симона што е на Zoom, да го администрираат овој дел, доколку имаме прашања. Немаме за сега. Јас сакам неколку пораки тука, го пројдовме формуларот, ќе видите во работилниците во првиот дел, каде што се објаснува наративниот дел, има искрени препораки. Значи, што забележуваме? Од година во година се повторува една тенденција да се раскажува оправданоста за зелените идеи. Имате ограничени зборови, жирито е експертско, не мора да им кажувате колку е Скопје најзагаден град, колку тешко се дише, како се смениле работите, како било порано. Да, секако дека мора да ја објасните релевантноста на вашата зелена идеја, меѓутоа користете некакво истражување, дадете многу кратки податоци, не си ги трошете зборовите и оној дел што го имате на работи кои што не се суштински. Суштинското е да објасните зошто, како вашиот бизнис има економска логика, како е корисен за природата и каква корист имаат заедниците, односно луѓето. Тоа е едната препорака. Исто така во нашиот имаме посебна секција на zelenidei.mk, се вика ЧПП или често поставувани прашања, навистина е долга страната. Тоа се прашања кои што си ги собираме низ годините и ги одговараме. Може да најдете на многу прашања, доста линкови има таму да ве посочат, меѓутоа еве сега неколку суштински. Значи, кажавме, не ја ширете приказната зошто како за загадувањето или за некакви димензии кои што на сите ни се познати, користете шанса да бидете што е можно по-концизни. Понатаму, за општествено влијание.
тука е она што го викаме скейлинг или можност за импакт надвор од локалната заедница. Може да се однесува на самиот бизнес модел. Еве имаме тука со нас исто имаме Органа, представничката Наталија Бургиева, која што исто не победи, меѓутоа сме срекни што ја гледаме дека продолжи со развивање на зелената бизнес идеја и тек допрва ќе гледаме кои се незините резултати. Кај нејзе во таа идеја, во делот на општествено влијание, значи покрај еколошкото, што е јасно и бизнес концептот, како ќе се употребуваат супстрати и компости, многу е важен овој момент на флексибилно работно време, кој што ќе возможи на луѓе кои што доаѓаат од еднородителски семејства да учествуваат на пазарот на труд благодарение на оваа иновација која што може да се употреби како модел и во други бизнеси. Значи ете едно општествено влијание кое што не е врзано директно за локалната заедница, меѓутоа е убава порака и покажува дека бизнисот може да има навистина вредности во себе. Тоа е она што сакавме да го кажеме во формуларот. Не го скокајте делот планот на активности. Сме видели исто така и прекрасни идеи кои што се теоретизирани, може би имаат некаков буџет, јасен, нејасен, меѓутоа се нејасни во план за активности. Џабе да имате идеја ако не знаете како да ја спроведите. Што е прво, што е второ, што е трето. Значи мора да имате концизен план за активности. Од тука жирито не го интересира вие што ќе работите во кој месец, го интересира дали знаете да размислувате кои се чекорите за имплементација на вашата идеја. Исто, во делот на тимот, one man show, one woman show не е прифатливо. Многу се цени кој има капацитет да спроведе идејата. Нажалост, сме виделе прекрасни идеи, кои што поради тоа тенденција јас сам или јас сама можам се, не се имплементирале без разлика што ги имале сите други услови. Она што е многу важно, ќе го видите во сите наши видеа, во сите наши пораки, нешто што од година во година жирито се повеќе го дискутира, е зеленото буџетирање. Вие во наративниот дел може да имате прекрасна идеја, ама во буџетот ако видиме пластеници, сламки, чашки пластични за еднократна употреба, семе кое што не е автохтоно, кое што не е локална култура, многу увозни материјали, тоа е ред флек или црвено знаменце за жирито. Значи, вие колку и да мислите дека имате најубавата идеја, ако во буџетот се јават некои ставки кои што не се еколошки подобни, на вистина или може би укажуваат на експлоатирање на работната сила. Внимавајте како го проценувате платата или на доместокот за оние кои што ќе бидат вклучени во работењето. Значи, она е тоа што ние сега би го укажале. Ми сигнализираат дека имаме едно прашање, еден коментар. Поздрав до сите. Сите имаме многу интересни идеи. Дали работилниците се поврзани една со друга и дали може да се учествува на повеќе работилници или да се одбере само една? Мислам дека и сами ќе го насетите одговорот, тоа е дека може да учествувате само на една работилница. Идејата е да овозможиме на што е можно повеќе луѓе да учествуваат. Работилниците се исти концептуално, така да веројатно треба да изберете некоја што датумски ви одговара. Ние апелираме уште веднаш, ќе ја замолам колешката Симона и на Facebook настанот и во Zoom да го стави линкот за пријавување до работилниците. Првата ни е на 4 март, да, втората на 11 март. Третата и четвртата ќе бидат во април месец, се уште немаме прецизирано датуми, меѓутоа следете на Facebook, на профилите Арно кои што ги има, ги употребува на социјалните мрежи и аплицирате особено за првата и втората. Се ближат, сакаме да во имаме. Во моментов тие се отворени за првата и втората, да, и како што реков, дојдете спремни на овие работилници, ќе имате можност да добиете целосна поддршка од Данчо и од Владко за целосно да се ја развиете апликацијата. Така е, имаме прашања. Од Facebook, дали идејата треба да е нова или може да аплицираме со идеја која веќе спроведена, но има зелена позадина и финансиска исплатливост? Значи, ова прашање е за однос на критериумот кој може да аплицира, доколку сте правно лице кој што има почнато зелен бизнис, секако дека може да аплицирате. Концептот дали идејата е нова е малце тешко да се одговори, да речеме да не е во имплементација повеќе од 3 години. Исто така, самото правно лице не треба да има обрт поголем од 10.000 еври, сега ќе ви објасниме зошто. Идејата е да поддржиме мали субјекти, значи не големите, оние сакаме да дадеме шанса на помалите субјекти, затоа тој
обрт од 10.000 евра, што е да речеме еден критериум. И второ, зошто идејата да не е постаро од 3 години, затоа што кој би инвестирал во идеја што 3 години нешто се обидува, а не успева. Значи, за тоа сакаме да видиме нови идеи, да се во почетна фаза на реализација. Фала, Кате, за прашањето. Доколку имаме Кико, мислам дека ни крева рака, ако добро го гледам од овде. Кико сака да ни се вклучи на Zoom. Тој редовно ги следи сите настани. Здраво, Кико. Сакам да се. Здраво, Ирина, здраво на сите. Настанот бе уште драема, до сега беше супер. Фала. Значи, како што можам да потсетам да се донесе стратегијата за социјално менторство. Така е. Да. Кико е наш продавач, Кико е продавач на лице в лице, наш пријател, соработник, верувач во социјално претприемништво и кажа еден многу интересен концепт социјално менторство кое што го имплементира Друженијето Паблик и стратегија за социјално претприемништво која што еве да кажеме дека во рамки на проектот на ЕПТИСА за поддршка на социјални претпријатија веќе прераснува во едно да речеме работна група која што ќе донесе закон за социјално претприемништво. Фала ти, Кико, што ги донесе овие важни моменти. Ние не ги споделивме можеби во текот на настанот, но навистина се важни луѓето да знаат дека наскоро ќе имаме и законска рамка. Тоа е во делот на социјално претприемништво, а зеленото претприемништво уште не се таргетира посебно законски, меѓутоа гледаме на ниво на Европска унија и на Балканска, нели, оној Green Deal, колку препораки, какви се транзиции не чекаат, така да добро е земја како нашата да почне што е порано да се мобилизира, да креваме свесност, затоа што таа транзиција, ние искрено ќе кажеме, нема да е лесна. Профитот и такако не води во капитализмот и нема да е лесно да се префрлиме кон оние бизнис модели кои што се фокусираат на луѓето и на природата. Иринче, уште нешто имам да кажам, ќе ве оставам. Значи, новиот број сега ќе излезе. Главната тема е социјална правда, да се знае. И тоа да се спомне на новиот број. Одлично. Новиот број на лице в лице, неодамна му беше роден ден на Кико, може да го купите и онлайн со неговиот код. А ете, ова списание на вистина третира едни важни теми, социјалната правда и такако едно крос-катинг прашање кое што треба да се рефлектира во зелените бизниси. Мислам дека тука може да завршиме. Јас не верувам дека нешто пропуштивме. Доколку пропуштивме, имате шанса да ни поставите прашање на мејл и да добиете одговор во делот на секцијата на ЧПП или често поставувани прашања. Наскоро ќе пуштиме и објава кај што ќе може да добиете еве ваква зелена садлива картичка која што внатре има семе од пркос. Пркосот е наше локално растение кое што многу лесно се сади, многу лесно никнува, не бара голема нега. Во некои краишта е познато и како цвеќе инатче и самото име пркос е символиката зашто избравме токму ова семе да е дел од нашиот промотивен материјал. Сакаме зелените и социјалните бизниси да пркосат на сите времења и невремења, ама исто така и да цветаат. Така да, ета, кој нема ваква картичка, ќе има можност наскоро да добие, ќе отвориме повик за да ви стигнат на домашна адреса. Нешто за крај, дали сака некој да упати зборови или може да се одјавиме и да си пиеме чајче, свежа водичка и колачиња во рака трак. Кате, дали имаме уште прашања, коментари? Јас не ги гледам овде. Благодарение на сите за вниманието. Разгледајте страницата, симнете ги формуларите и секако пријавете се за работилниците и исто така следете ги сите комуникацијски канали на Арно, затоа што ги промовираме сите можности за поддршка на зелена и социјална економија. Немаме прашања, немаме коментари, се одјавуваме. Поздрав, ние ќе уживаме уште малце во Чучар Сандево. Чао, чао. Поздрав. Чао. Чао.